Битка на крилата во СРСМ за председателските избори. Во јавноста се вртат имињата на Оливер Спасовски, Радмила Шекеринска, Миле Зечевик и Стево Пендаровски. Но решението неверојатно ќе го каже Ахмети, кој треба да пресече дали на овие избори ќе настапат заедно за коалицијскиот партнер или пак излезат со свој предлог. Алфа побара одговор од интегративците, каков е нивниот план за изборите, дали планираат да одат самостојно или пак со заеднички кандидат со СРСМ. Но од таму не добивме никаква информација. Не добивме одговори ниту пак од партијата на Ковачевски, а прашавме дали се разгледуваат имиња, колкава бројка на потенцијални кандидати има и на каков начин ќе се одбере официјалниот кандидат, но и од Бихачка не добивме никаков став. Во недостиг на официјални информации од политичките актери се погласните шпекулациите, дека заради слабиот рейтинг покажан на анкетите, можеби Ковачевски спас од катастрофалниот пораз ќе бара во неговиот коалиционен партнер Ахмети. Дел од гласините се дека можеби и барањето на идеално решение кое би го намалило поразот на СРСМ. Од партијата на Ковачевски тактизираат и со датумот на кој би се одржале изборите. Дел од познавачите велат дека тоа што СРСМ не дава никакви информации ниту за тоа дали и колку имиња се разгледуваат, покажува несигурност за нивниот настап на изборите. Според новинарот Дарко Јаневски, СРСМ треба да направи чудо во идниот период за да се обиде со нивниот кандидат да спаси некој глас плюс на изборите. Тешко е да се предпостави дека ќе има кандидат кој што ќе освои поголеми симпатии кај народот, освен доколку не направат пресврт во своето однесување, па барем малку од малку да го санираат впечатокот за нивното однесување до сега. Сличен став имаше и универзитетскиот професор Саво Климовски, кој вели дека СРСМ не располага со адекватен кадар кој би бил потенцијален претседател на државата, бидејќи поголемиот број од квалитетни луѓе се на маргините на партијата. Инаку токму за претседателските избори изјава имаше и актуелниот претседател на државата Пендаровски, кој не исклучи повторна кандидатура. Рече дека е подготвен за втор мандат, доколку граѓаните и партиите од власта сметаат дека бил успешен во првиот мандат. Покрај името на Пендаровски како можен кандидат на СРСМ се споменува и името на министерот за внатрешни работи Спасовски, кој се повеќе е присутен во јавноста и за разлика од порано, сега се повеќе дава политички изјави, а не само оние кои што се поврзани со работата на МВР. Тој не ја демантираше изјавата за неговата кандидатура. Од ДУИ за сега нема никакви информации во врска со претседателските избори. За разлика од интегративците, Сдружениот Албански блок, односно БЕС, партијата на Меджити и Алтернатива, најаве дека заеднички ќе настапат на претседателските избори. ВМРО ДПМН веќе анкетираат потенцијални кандидати и се очекува по нова година на конвенција делегатите на партијата да го изберат кандидатот. Од помалите партии пак, до сега нема никаква информација дали би излегле со своји кандидати или пак поддршката ќе ја дадат на некој од поголемите партии.